Со возило излетале од патот и завршиле во Радика. Двајца сопружници од Видуше трагично го загубија животот во тешка сообраќајка кај Бигорски манастир. Надлежните екипи со часови го ваделе автомобилот од водите на Радика. Неофицијално замрзнатиот коловоз бил причината 56-годишниот возач да изгуби контрола над воланот и да заврши фатално. Во несреќата од здобиените повреди, животот го загубиле возачот и неговата сопатничка МФ-56 од истото село, кои починале на лице место. Лекар од титна медицинска помош констатирала смрт и по насоки од јавен обвинител, возилото е задржано во полициска станица за военен технички преглед, додека починатите се задржани за обдукција. Увид на лице место извршила увидна екипа од ОВР Гостивар. Поради ниските температури вчера дојде до замрзнување на коловозите во северозападниот регион во државата. Верижен судир со 10 автомобили предизвикале замрзнатите коловози на патот Тетово-Гостивар. Освен верижниот судир, во полицискиот билтен се најдоа и 3 други сообраќајки на патиштата во Тетовскиот регион. Загрижувачки податоци доаѓаат и од Гостивар. Петочната вечер се заокружува со 15 сообраќајки, од кои на 10 е извршен увид од страна на увидна екипа, додека за 5 не е побаран поради договор меѓу оштетените страни. Примени се и бројни пријави од граѓани од градовите Тетово и Гостивар, како и од околните населени места за замрзнати споредни и локални улици. По загрижувачкиот број на повици, Касами го свика кризниот штаб, на граѓаните им порача да не излегуваат од дома. Ги повикуваме сите жители на Тетово да не ги напуштаат своите домови ниту со возило, ниту пешки, освен во неопходни случаи. Патиштата се исклучително лизгави, евидентирани се бројни несреќи и постои реален ризик по животите и безбедноста на граѓаните, напиша Касами на Facebook. Од Македонија пат секциите Тетово, Попова, Шапка и Гостивар информираа дека континуирано се на терен и вршат посолување на автопатите и регионалните патни правци. Екипите на Македонија пат постојано се на терен, како и во текот на денешниот ден, така и синоќа, постојано се на терен, се превенира со посочување со песок и ризла и се со цел за да се надминат сите тие несакани проблеми. Во текот на синоќа имавме голомразица, имавме во западниот дел. Од Македонија пат вела дека денеска нема критични точки. Габриела Лескова, Сител телевизија.